Зголемените цени и побарувачката ги збогати македонските нафтени компании, тоа четирикратно. Окта, Макпетрол и Супертрейд лани заработиле 45 милиони евра, а овие три фирми спаѓаат и во најуспешни и најголеми компании според податоците на Клубот 200. Окта минатата година заработила 18,9 милиони евра бруто добивка за разлика од 2020-та, кога во ек на пандемија заработила 12,8 милиони евра бруто добивка. Акционерското друштво во првиот квартал годинава заработило скоро двојно повеќе или бруто добивка од 10,2 милиони евра, што е за 5,6 милиони повеќе од истиот период минатата година. Оперативната добивка во првите 3 месеци од годинава изнесува речиси 7,9 милиони евра, што е за 5,2 милиони повеќе од лани. 4-кратно повисока била заработката и на Макпетрол за 2021 година во споредба со 2020-та. Според регулаторната комисија за енергетика, добивката за лани изнесувала 22 милиони евра. Супертрейд за 2021 во Централниот регистар пријавил нето добивка од 3,2 милиони евра, што е двојно повеќе од претходната година. Растот на цените на горивата во ек на нафтена криза секако падна на грбот на граѓаните. Ако евро Супер 95 пред точно еден месец чинеше 90,5 денари, денеска се точи по рекордна цена од 110. На дизелот пак од почетокот на јуни до денеска цената му порасна за 18,5 денари. Па затоа неретка беше сликата од огромни редици по бензинските станици. По нас одират, по народот одират, не одират по... Ние трпиме. Поскапо, не поскапо, таа цена, за сите исто. Мислите ке да штедите со... Ништо не се дума. Нямам гојво да си одам, иначе не точка. Коментар за новите цени за поскапувањето? Тоа е до владата, до ништо друго. Економијата пропаѓа се. Месечните Да. ќе бидат повисоки? Уште повисоко, да. Тоа многу е лошо за народот, за луѓето што едва и со краеве. Високи се поскапувањата, високи се секако за тачек. Историски највисоките цени на горивата следуваа откако владата не ги продолжи мерките за намалување на ДДВ-то од 18 на 10% и ја врати старата методологија за пресметка на акцизата.